Добар ден и од наша страна, у име на Министерството и у име на Twinning екипата, нели. Значи, јас ќе почнам одмah со презентацијата, односно пред да почнам со презентацијата, да кажам неколку зборови кои тука се денеска, нели. Значи, Назим Алити е раководител на секторот за индустриско загадување, Клеменс Конрад, тој е постојан советник во Twinning проектот и јас како постојан советник од страна на земјата корисник. Денешната презентација, значи, ќе се состои, прво, ќе кажам неколку зборови по однос на тоа, на сегашната состојба по однос на Законот за индустриско загадување. После мојот колега господинот Клеменс ќе продолжи со деталите на проектот, ќе се осврне на најглавните точки на новиот закон за индустриски емисии и на крај исто така имаме намера да го најавиме ивентот, односно догаѓајот за stakeholder consultation, нели, односно консултација со сите засегнати страни по однос на новиот закон кој што би требало скоро да влезе во сила. Сегашниот закон, односно директивата за IPPC, директива која што е во сила во Европската Унија од 2008 година, во нашиот закон, односно во националната легислатива, е потполно транспонирана, и тоа во Законот за животна средина, во поглавјето 12 и 14, односно поглавја кои што се однесуваат на интегрираните еколошки дозволи и исто така дозволите за усогласување со оперативниот план. Значи, регулативата, односно директивата исто така пренесена и во неколку подзаконски акти кои што произлегуваат од овие два поглавја од Законот за животна средина. Новата директива за индустриски емисии во земјите од Европската Унија е во сила од 2010 година, со некои мали измени, да кажам, па затоа нејзината транспозиција, односно имплементација во нашата држава е некаде околу 60%. И тоа е целта на новата, односно на нашиот Twinning проект, да потполно да имплементираме оваа директива. Значи, тука на кратко ќе се осврнам, пошто мислам дека ни е познато, па да не завзема многу време. Нашиот систем за IPPC има два типа на дозволи, и тоа дозволи А и Б, кои што се однесуваат на капацитетот на производство на секоја инсталација. Значи, да кажам, поголемите капацитети, тие се дефинирани како А капацитети, и тие се дозволи кои што се издаваат од Министерството за животна средина, доколку помалите капацитети, тие се дозволи кои што се издаваат од самата општина, значи во локално ниво. Тука е битно да се нагласи дека во локално ниво капацитетите требаат зајакнување повеќе, и тоа исто дека не секоја општина има свој односно човек кој што се бави со проблематиката на животна средина. Исто така имаме согласно законот, односно дефинициите по однос на законот, што се тоа постојни инсталации и нови инсталации, и ова се однесува по однос на тоа кога инсталацијата почнала со работа. Значи, пред 2007 година нашиот закон тој тип на инсталации ги дефинира како стари, односно постојни, и после 2007 година тие инсталации кои што почнале со работа се дефинираат како нови инсталации. Нормално новите инсталации пред да почнат со работа, тие треба да се усогласат со новата регулатива, додека постојните инсталации, тие имаа време до 2014 година да се усогласат со законот, и уште така плюс 5 години согласно одлука на влада да се усогласат со истиот закон. До сега во национално ниво, значи во
национално и локално ниво, издадени се 320 интегрирани еколошки дозволи, односно и дозволи за усогласување со оперативен план, со тоа што 120 се издадени од Министерството за животна средина и просторно планирање, додека во локално ниво, односно општините, вкупно досега издале 200 дозволи. Интегрирани еколошки дозволи Б, согласно капацитетот. И понатаму, по однос на проектот, колегата Клеменс ќе продолжи со презентацијата. Значи, прво ќе даде кратки црти по однос на самиот проект и најповеќе ќе се осврне на главните точки на законот кој што веќе го имаме као прв драфт. Фала. As my colleague has already explained, we are working here in the context of a twinning project which is funded by the European Union and aims at the strengthening of central and local capacities of administration for the transposition and implementation of the Industrial Emissions Directive in Macedonia. Добар ден и од мене. Како што кажа мојата колешка, ние сме тука да го презентираме твининг проектот кој што е финансиран од страна на Европската унија и чија цел е да ги зацврсти административните капацитети на локално и на централно ниво во однос на транспонирање на директивата за индустријски емисии. We're both focusing on central and local level in this project, but the main beneficiary is the IPPC unit of the Ministry of Environment and Physical Planning. Како што веќе реков, ние се фокусираме на централно и на локално ниво, меѓутоа главен корисник од овој проект е IPPC секторот во рамките на Министерството за животна средина и просторно планирање. The project is implemented by a consortium from Spain and from Austria. So the project partners are the Environment Agency Austria and the Junta de Galicia from the region of Galicia in Spain. The project overall budget is 900,000 euros and the duration is 19 months in the years 2015, 16 and 2017. Проектот се спроведува заедно во соработка со еколошката агенција од Австрија и од Хунта Галиција од Шпанија. Севкупниот буџет на проектот е 900.000 евра и се спроведува во период од 19 месеци, односно во 2016, 2015 и 2017 година. A short overview over the project components. There are 4 components in this project. In the first one, we are looking at the economic impacts of transposition and implementation of the Industrial Emissions Directive in Macedonia. While in the second component, which we're also focusing on here at the moment, we develop the respective legislation for the transposition of this new European legislation. Ќе дадам краток преглед на проектот кој што сочинува 4 компоненти. Првата компонента се однесува на економското влијание од транспонирање и спроведување на оваа директива, додека пак втората компонента е она на која што ние сега моментално се фокусираме, а тоа е самото законодавство за спроведување на оваа европска легислатива тука во вашата земја. In the third component of the project, we strengthen the capacities of administrations on central and local level, as mentioned. And this we do by means of workshops, by the creation of guidelines and manuals for the process of environmental or IPPC permitting. Третата компонента е зацврстување на административните капацитети на централно и на локално ниво. Со тоа што организираме работилници, изготвуваме прирачници за транспонирање на оваа легислатива во рамките на секторот во Министерството. In component 4, we looked at the equipment which is necessary for this implementation. И во четвртата компонента се занимаваме со примата која што ни е потребна за спроведување и за транспонирање на оваа легислатива. So on the next slide you see a few pictures of these events. We were at Rek Bitola, Drizla, B-Milk down to the right. So these are just a few examples of the site visits, workshops and events that we had in the course of this project.
На овој слайд можете да видите фотографии од нашите работни посети. Можете да видите фотографии од Рек Битола, Дрисла, Бимилк, каде што одржавме работилници и каде што имавме дел од нашите настани. So as my colleague Besa already mentioned, the IPPC directive is already transposed in the Macedonian law and environment. However, the Industrial Emissions Directive, which covers the whole IPPC directive, amongst others, introduces a few new changes to the legislation. Како што кажа мојата колешка Беса, вие веќе имате транспонирано дел од директивата за заштита од емисии во рамките на вашиот закон, меѓутоа целата севкупната директива за индустријски емисии, која што го вклучува и овој закон, има, тоест воведува и нови промени. So some of the most important I listed here. So first of all, we will have new categories of installations falling under the scope of IPPC permitting. And second, and this is probably the most important change that is introduced by the Industrial Emissions Directive, is that BAT conclusion documents, and these are technical documents on best available techniques which are produced on a European level, become binding for permitting in Europe and as a next step also in Macedonia. Во рамките на овие промени ќе напоменам неколку меѓу кои најважните. Првата, како што можете да видите, ги имам наведено тука и на слайдот, се категоризација на инсталации кои што треба да добиваат дозволи. И втората и најверојатно и најважната се техниките, односно техничкиот аспект за најдобри достапни техники, кои што ќе станат технички документи кои што нема да бидат обврзувачки само за Европската унија, туку и за вашата земја кога ќе почне да го спроведува овој закон. Another important new element of the Industrial Emissions Directive is that specific installations which use specific types of hazardous substances will be obliged to draw up a baseline report. And this baseline report is a report that documents the state of the environment at the time when the activity is starting, in order to be able to compare this state of environment with the state of environment at the end of the activity, so when the installation is decommissioned. Исто така, доста важен нов елемент е во однос на инсталациите е тоа што сите ќе треба да прават на инсталациите кои што користат штетни материи, е тоа што сите тие ќе треба да прават и основен извештај, што значи дека треба да направат извештај за состојбата на околината и животната средина пред да се почне со активност на таа инсталација и на крај да дадат извештај за состојбата на животната средина од кога ќе се заврши активноста на таа инсталација, за да може да се направи споредба меѓу првичната и завршната состојба на животната средина. Furthermore, the Industrial Emissions Directive introduces specific and stricter emission limit values for waste incineration and for large combustion plants such as Rek Bitola. Исто така, ова директива за индустријски емисии има и строги вредности кон кои што треба да се придржуваат сите постројки за горење на отпадот, како и сите други индустријски објекти како што е Рек Битола. Next slide, please. We have done a cost estimation when we're in the course of doing a cost estimation for the implementation of the Industrial Emissions Directive in Macedonia. And the first thing to note is that the update from IPPC level to Industrial Emissions Directive level will not require a lot of investments or very high investments, neither from the side of operators nor from the side of public administration. Направивме и проценка на трошоци за спроведување на директивата за индустријски емисии и за тоа како делот, односно само делот кој што се однесува само на контрола на индустријските емисии, кој што ќе биде вклучен во севкупната директива, увидовме дека нема да има големи инвестицијски трошоци, ниту пак од страна на операторот, ниту од страна на јавната администрација. This is the case because, as my colleague already explained, the IPPC directive already
includes a large part of the obligations that are contained in the Industrial Emissions Directive, and the IPPC Directive has been transposed in Macedonia already. Како што кажа мојата колешка, ова се должи на тоа што директивата за контрола на индустријските емисии е веќе спроведена и вклучена во македонското законодавство, а голем дел од оваа директива се вклучува и во совкупната директива за индустријски емисии, така што трошоците нема да бидат многу големи. Some investments will, however, be necessary for operators in order to comply with the new stricter emission limit values or stricter conditions as defined by the best available technique documents. Some costs will for sure come about because of the baseline report, which has to be drawn up by the operators, only in specific cases, as I said. And from the administration side, on the side of the administration, costs will arise with regard to the necessity to update permits in order to comply with the Industrial Emissions Directive standards. Кога сепак ќе треба да се направат и одредени инвестиции со цел да може да се дојде до почитување на оние построги вредности кои што ги наложува оваа директива, како и самите услови на функционирање. Исто така ќе треба да се земат предвид инвестициите кога станува збор за документите, за техничките документи, како што веќе кажав, за најдобри достапни техники и за оној основен извештај кој што реков дека треба да го прават одредени индустријски капацитети. А од страна на администрацијата трошоците ќе се сведуваат само на ажурирање на дозволите кои што треба да бидат во согласност со оваа директива. On the other hand, we have also taken a look at the benefit sides of the transposition and implementation of the Industrial Emissions Directive in Macedonia, and there are for sure quite a few important benefits to mention at this point. So, first of all, the obligations for operators will be a lot clearer, and they will be more even for all different kinds of operators operating in or active in Macedonia. Исто така ги земавме предвид и придобивките кои што ќе дојдат со спроведување на оваа директива за индустријски емисии, од кои што неколку од нив се доста важни. Прво и основно операторите ќе имаат одредени обврски кои што ќе бидат еднакви и ќе бидат многу појасни за сите оператори во земјава. At the same time, if the new standards are complied with, it will be much easier for Macedonia to comply with national and international goals in the environment area, such as goals related to air quality, water quality, or waste management. Исто така, доколку се почитуваат новите стандарди, тогаш Македонија ќе може да ја спроведува националните и меѓународните цели за заштита на животната средина, за квалитетна воздухот, квалитетна водата и управување со отпадот. But the most important benefit of these measures should be or will be an improved environment in Macedonia and health benefits for the population who is currently suffering from the effects of industrial pollution. И најважниот аспект од овие мерки ќе биде тоа што Македонија ќе има големи придобивки за својата животна средина и за здравјето на граѓаните, со оглед на тоа дека знаеме дека граѓаните денес се соочуваат со негативни ефекти по нивното здравје од индустријското загадување. So, finally, I would like to invite primarily maybe focused on operators, but yes, the event is open to everyone. Stakeholder event on 14th of March in the Chamber of Commerce here on the same floor. And the event should provide a possibility to ask questions to member state, European Union member state experts who will be present at this event with regard to the new obligations that will be introduced through the new law on control of industrial emissions. И на крај би сакал да ве поканам на настанот кој што го организираме, кој што пред се е наменет за операторите, меѓутоа е отворен за сите. Ќе се одржи на 14 март во Стопанската комора на Македонија на Истиов спрат и ќе представува можност за сите кои што се заинтересирани
да поставувате прашања каде што ќе ви одговарат експертите од земји членки од Европската унија во однос на обврските кои што ќе бидат наложени со воведување и спроведување на овој закон за заштита од индустријски емисии. And very important also, we will request feedback to the new legislation. This legislation has been provided to the Chamber of Commerce for distribution amongst the operators. We also sent it out to certain institutions, but at the event there will be the possibility to provide some feedback on these new laws, which we will try to take into account as much as possible when we provide the final draft, before we provide the final draft to the government of Macedonia. Исто така, што е многу важно, сакам да кажам дека на тој настан ќе има можност да добиеме повратна информација од вас. Предлог законот е оставен тука во просториите на Стопанската комора на Македонија, може да го најдете и од други извори и на тој начин настанот ќе можете да поставувате прашања кои што ќе бидат поврзани со нацрт законот, така што на крај ние би можеле да ги земеме предвид вашите предлози или вашите прашања за пред да ја доставиме конечната верзија до владата на Република Македонија. So, thank you very much for coming and for your attention.